Браво, дечки, ја дочекам и оваа нова 2025 и тоа весело, а во неа ќе ви посакаме пред се здравје. Сега, за да го имате истото, мора да ви посакам и многу силни живци, затоа што за да се преживе овде со сите глупости, навистина ќе ви требаат силни живци, нерви или како и да ги викате истите. Затоа што по се изгледа она што го предвиде на времето другарот Али, кога рече како и до сега, ќе се оствари. И кај нас за секогаш ќе остане како и до сега. И никако поинаку, никако. Би сакал јас да верувам, да, дека може и поинаку, ама едноставно веќе немам ниту сили, ниту живци. Не. И затоа ние, еве ќе ви бидеме на услуга и во оваа година како мала утеха да имате ете на кој да се насмеете. Затоа што верувам дека прекуглава вие да ве гледаат во очи, да знаете дека ве лажат и уште згора на тоа да ви се смеат, оти мислат дека се уште им веруват. Еве вие, смејте се на нас. Може? Договорено. Значи, и во новата ќе бидеме секако со вас, ама иако не сме со сите, нема да бидеме ниту сами, туку со нашите пријатели и помагатели. Генерален спонзор е минералната вода Визијана, која е пребогата со магнезиум, знаете, и која може неограничено да се конзумира, а сето тоа за добра кондиција и одлична форма. Не подржуваат и од бучен козјак на најдобар можен начин, така што ги изработуваат оние превкусни и здрави млечни производи, по кои полудеа сите во цела Македонија. Барани се и најдени се затоа што ги има насекаде. Алфи Техно Центар па ги има во Скопје и во Куманово и навистина ете на тие две места можете да најдете се на едно место. Контроверзно звучи, ама функционира навистина. Насекаде околу вас се и многу се практични за примена оние производи на Арис, обезбедуваат чисто ренто, односно чиста околина. И да не го заборавиме оној преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во едно село Тимчевски, а еве од оваа година, нова година и во нивниот ресторан Еден, каде ќе се одвиваат најдобрите веселби во цела Македонија. Продолжуваат и понатаму бизарните работи за кои никогаш нема логично објаснување, ама секогаш ќе се најде некој кој ќе се обиде нешто логично да ни објасни. Например, еве како овој човек кој е задолжен да ги штити ретките животни, а посебно мечките. Едната од нив ја заштити така што најпрви и најверојатно истата ќе ја убија, потоа ќе си направи селфи со неа. Да, веројатно така ќе ја заштити од заборав со селфито кое ќе остане незаборав. Не знам јас дали ова е за смеење или за плачење, посебно по објаснувањето дека мечката, замислете, имала сообраќајка без ниту една гребнатинка. Ништо ново, освен годината. Да, годината нова, а навиките за жал и понатаму исти, стари, такви, никакви. По ова можам да кажам само дека ние мрднатите, ако велат за нас така, значи ние мрднатите мора да се здружиме, бидејќи овие што се представуваат за нормални не се нормални, живи мајка. Обштеството веќе не е такво, да, што овие неспособните се способни, нас способните да не направат неспособни. Но затоа, драги мои, јас сум уверен дека останавме доволно способни да ви го привлечеме вниманието со најновото и најнеобичното издание на Нема љутиш, затоа што ќе биде посветено на еден настан кој носеше едноставно име. Насмешка! Ма само да се смееме. Насмешка, на шала, да, ама еве што меѓу другото ќе можете да видите вечерва во Нема љутиш. Зашто беа доста доселеници од села и сакуве кога искочиш у чарш у град, што вика се они, нели имаше малце оно, од рајко у куќу си, од баде отрло си, демек не си од град. И овие дечки кога ми кажаа, Гиле, дојде дека кажи нешто. И тако ми бина мило, тако ме огреа около срце, викам, ќе прифату. Говорно ману има човек, прашуеш га, што си, како си, добар ли си?
Колко е плата? Како кажа? Значи, продолжуваме с прашање од формулар. Мајка ми беше научи ја кади да сам с девојче. Јер кади да сам с девојче? Мамо, што беше у хороскоп? Много познати и много ljudi с потенцијал имаат више туш. Празници беа и скоро помина. Во празници се сметаат и сите оние слави кои ги славевме пред Нова година. Тука беа новогодишните и божичните празници и се до денес, до водици. Јас се до овие празници не бев свесен колку народот е иселен од Македонија. Не можеш жив човек да фатиш, некој кој се занимава со музика, уметност, се страда воопшто, да го најдеш и да го угостиш, бидејќи сите замина во странство да настапат. Да, и тоа воглавном на запад, нели, таму каде што владе оној трул капитализам, ама кај што има и најмногу пари. Откако се вратија, рекоа сега одиме на зимување. И пак не може жив човек да фати што се занимава со нешто, а тоа нешто да е познато во јавноста. За среќа ние и немавме намера за оваа емисија да фатиме некој гост, туку за некој од следните, па затоа нема да бидеме хендикепирани во тој поглед и се надеваме дека вечерва ќе ви понудиме нешто навистина интересно и добро, затоа што оваа емисија ќе биде посветена на она манифестација која веќе ви ја најавивме, а носеше име Насмешка. Ти сакаш да кажеш дека и Ќорово и Сакато избегаат Македонија, само ми останам. Но ја Ми не сме ни у Ќорови, ни у Сакат. Не. Мал се углуви, ја не чуј добро, ти не видиш добро, така е да од Комбинација, нас двојца трипет. еден човек може да искочи. Хендикепирани. Тука е мојот партнер, немој да помислиш свашта, у работу само. Да не мислите и ви тамо тие LGBT ми ви, нели, тој... знаеш дека поново не било више, тој навредливо било ако се каже гей. Какво се вика секс? Сега се викале љубители на алтернативен секс. Ти, Што се толкова замисливе, Јоце? Па знаеш ли зашто? Зашто он седи у Реку куќу ли седеше? Да. У Реку куќу едно време. Каш Реку куќу. Ама воздушна линија Близко. многу кратка. Много близко. Рачинов аеродром. Знаеш дека на време у Реку куќу многу имаше љубители на алтернативну музику? Не. Како не? Тамо се Азра највише слушала. Знаеш зашто? Зашто беа доста доселеници од села. И сакуве кога искочиш у чарш у град, што вика се они, нели имаше малце оно, од Рајко куќу си, од Бадево трло си, демек не си од град. И онда они мора да слушаат тој алтернативну музику да покаже дека по да ги нешто се научи напредни и песне. посебни. Да ги научи. Па затоа викам да нема секи љубители на алтернативен секс, припазуј. Што, јас сум си по-женски. И гост ни е сега кој? Ба не, он ќе биде сукоментатор, да кажемо, на некој начин. Јоце Тути, ја ако ти ga знам презиме, па те. Јован Трајковски. Јован Трајковски, знам му га него. Лажу га. Забрави ја сега. Тек на И мисля. ти преде по-озбилни, по-возрастни По-давно. сега. Чека да ти Памту ја. кажеш, знаеш кого? Каде мене, овако е, татко ми е Трајковски Јован Владислав. Јас сам Трајковски Владислав Јован. Ајде. Син ми е Трајковски Јован Владислав. Што правите? Да, така е. Крупчиња си правите. Само унука, најмала ми е Трајковска Владислава Јоана. И Јоана, ето и дека женско ми изберавам. Ово знаеш зашто? Било ви интересантно, наверно ga прави, па ако дојде како ние администратори што доште, тој кад менја ви минја. Ај снајди се, најди га, кој е кој. Најди ga, да. Да. Прошли пут на ауто да го регистрирам. И отидемо тамо, свацко, ни се смее, вика. Абе, читамо, не знаемо кој чека што е. Избежа све. Ово е нешто што прв пат сакам да знае сега, дека имате да. такав круг да имиња, и нешто што прв пат кога знам сега пред да почнеме да снимамо, е дека Коки носи чешелј у njega. А што ќе мога, е? Слушај дека, ја чеши си имам у торбица обавезно да кажем, еве, ја, мене ми е стварно ретка плетка. Ама брада ми е густа, брат. Чекај, тој ради Што е, путац, Ради ради разделек ти ga носиш Ради или ради пут. брада? Ради путац, ради браду, ради... Абе, чисто... Чекај, увек ли се средуеш горе-доле, исто се средуеш? така? Мислам, горе, доле се средуи како треба. Значи, насмешка. Беше ја прибети нешто тај вечер. Сви искочива насмејани, што не е лошо, али знам
И уедно сум сигурен дека сви ќе го памтив тој вечер. По што ќе го памтиш? По тој што смрзна во салу. Еј, луѓе, Куманово 100.000 град, устари нема више 100.000, бесмо. Да. Нели сак пред малку кажам, ново се иселива од 108.000, 106 ли бесмо, сак смо 98.000, нема ни 100.000, така да не исполнуваме услови да имамо салу за грејано зиму. Еј, луѓе, замислите, И нема. ќе го памтимо тој настан по тој што се сви смрзна. Смрзна. Одна да кажу еден виц. Ај, И проваѓа камионџија, девојка стопира на автопут, овој застануе, ка чуе го девојка. И едно време вика, ај малку да искочиме надвор, да наплатимо. И позади камион, луд секс, што да ти кажу, и вика, ај се киде на куде камион, затвара ги он врата и го ставлja им надвор. Вика, ај сек направи снежка. Абе, снег надвор, какъв снег, тачани си ти ви колко е ладно, колко е овој, колко не. Прави ga devojka Sneška. Ама чекај, бре, облечена ли девојка или не? Каква? Облечена, полно соблечена. Она Прави кој го како- она Sneška надвор, пола сат, натам, нам, улаза после у камион, он го пушта, не ви, најпосле. И вика, добро, дали си ти нормален? Еве, имамо секс позади камион. Ти ме натера Sneška да пробам. Зашто? Па вика, по секс можеш и нема да ме памтиш, али по Sneška сигурно ќе ме памтиш. Ама Тако чекај, и да овој не настан- укла тие док не га направи Снешка. Да. Предпоставljam по Снешка. Чека сега ти кажеш кад почна. На Смешка или на Снешка, што ќе памтиш? Имаше го план, ама нема смо време. Тем беше нели топло унутра, па да не се Да. Вика, доваѓам се жено каде гинеколога и пред ординацију доктор не да го кара едно младо, убаво плавушко. И вика, срам те било, бе. Кара го по нашки. Да, не. Дека надвор викаш за тој, а ладно. Не, зборове, да кара го по пред нашки. ординација. И вика, нели те срам, бе, колко пут ти кажаве, вика, 7 дете, 7 трудноќа ти е, па нели ти даде презерватив, па нели, па вика, па ми си го користимо, вика, да не ga трошимо, вика, ја му земам мерку, па сама си ga плета. Ама вика, добро бе, па може ли тој мушти? Вика, малко да пази, вика, нели е толку ли е неосеќајан? Не. Мој муж е толку осеќајан и толку е пажлив. Он си пази, ама вие други не пазите. И затоа ќе и седма трудноќа. Трагедија. Трагедија. Ево кој беше нешто слично на тој манифестација на Смешка, идеја беше да подсетимо да има пријавени млади луѓе кои што, ете, ќе се пробав у тој да бидев интересантни, забавни, можда има предиспозиции да бидев можда и некои глумци, забавлячи, стендап комичари, како Така, сакаш да. кажи, не е важно, важно беше те вечер добро да се забавljamo. Наступива углавном луѓе од Куманово што се занимаваа со тој уметност, имаше од све по нешто заступено. Имитација избега само беше планирана, беа планирани уште неколку работи и интеракција с публику, ама зашто беше многу ладно, од публику смрзнава и не мога да искочи. На врата се заглавила. А ти мислиш поздравljam се тебе. Ај некој ќе се пријави од публику, оне око останава. Никој не се пријави и затоа тоа. немаше интеракција с публику. Али оној што беше мисло сасвим добро, меѓу други Горан Илич Гиле, наш прочуен актер, он нели у Така е, пензија, па не глуми више, ја викам, ајде да му дајемо шансу на дете Дека да се земе хонорар покаже. како си пензионер. Ма не, види, кад си у пензију, нели, за уметници, кажале смо, нема пензија. Па добро бе, кој ќе ги игра тие улоги старија кои ги пратимо сви глумци у пензија? Додуши, ти не лудеш? Може да улегне у конкуренција да има аудиција. Може, Е, например, може. снима се Викенд на мртовци. Кој ќе ги глуми? Пензионери. Ја нешто не сам поглумал. Кој ќе се пријави? Со, има вес. Ако бе, ама, нели тој што ќе биде, како се вика тој, кад се снима по други пат исти филм исто? Ремейк. Па тој е ремейк, а? На Викенд на мртовци. Да, ја би те ставија долу у дупко ти да бружиш. Не, ја ќе видел нешто га носи стандак. Само да е горе. Е, па сак штав. Гиле на кратко да видимо дел од негов настап. Абе, јас сум правија Смешке порано, овдека, кад го отварамо први пут овој денови на комедија, искачаше тие години, овдека, збору нешто, не знам што све не сам правија, маскирам се, иду с моје лице, без лице. Поема не сам имаја дека тоа било стендап.
Като иде овие дечишта, боже мили, они све стендап комичари от Куманово. А знаете ли защо? Стендап е, значи, сам станеш, застанеш до микрофон и збориш. А ми Кумановци, пошто смо чурук народ, ми не поднасямо еден другога и најлако е свак сам по себе. Тако е. Држи микрофон, 100.000 ljudi, 100.000 стендап комичари у Куманово. Па кој ќе не гледа, бе, мајко му? И много ми е криво, значи, почнава сите, за стендап комичара треба да си, барем по мене, треба да си образован, треба да си прочитае книги, треба. Ајде добро, викам, стендап комичар, полуписмени, ама сега гледам у последно време и некои полуусмени ми се јавлja. Абе, полуазбук у него знае, човече. Ја стендап комичар. Што ќе кажете, кој ќе те разбере, човече, боже? Не, ме, ја сакам стендап комичар. Глуми таму, крши глава, што да ти право да ти кажа. Иначе, зашто сам радосен? Годину и пол ја не сам застанаја на овој сцена. И овие дечки кога ми кажаа, Гиле, абе, дојде, бе, дека кажи нешто. И тако ми бина мило, тако ме огреа около срце, викам, ќе прифату. Ќе прифату. Аз... Слушам ги вие позади, па. Абе, он си е пензионер, нак си гледа пензионерски данови. И што да гледам, бе, до парцелу тамо горе да бирам, мајко. И јас сакам да глумам. А кад идеш од театар, леле да видите људи. Леле, повдек на сцену беше, мај месец. Кад застанава мои глумци, па ме гушкав. Тоа е задња представа беше. Па ме гушкав, па ме цел, па и сат ме купила. Напишава и нешто позади, ма не може да прочитам, пошто много ситно едно, а друго некоја марка без везе тамо, па е преко тие букве, овој не се чита. И златник ми дадева, на кој пишуе ке ти фалимо. И стварно ми фали, да ви кажа. Значи, много сакам да сам с нима, ама изгледа дека ја не ги фало на нима. И гледам, некој од нима почнава и да плаче. Леле, мајко, колко е трогателно, човече. Ја иду у пензија. Па и директор, че он дека застанало и оно плаче. Ау, викам, па не е све изгубено. Има и у njega нешто човечко. Беше ова добро за старт. Така почнавме, а потоа ги измешавме и картите, и работите, се измеша. Инаку вредно да се спомене дека Марко Трајковиќ водител на целиот настан и беше баш супер. Имаше, ако не се лажу, 1,5 наступ, Марко. Марч. 1,75 наступа имаше, затоа што сви други наступа, сви тие искачања негови беа баш скратени. Еве сак требаше да биде стендап Марко друг дел. Готово. Ради тој што нели беа ускратени со згрење. Ускратени со згрење. Иначе беше замислено тој да трае онакој до длибоко у ноќ, ама сви требаше да биде онакој раскомотени малце, па да се... Колко сте незахвални, бе. Ускратено грејање, а не кажете дека имаше овозможено ладење. Да, оне, значи ти си Зашто сте увек песимисти? Да. Ако овај чаша полупуна или полупразна? Полупуна. Ајде живи. Каде Визијано увек е Кажи дека полупуна. е Овој кад ти вика ајде живи, сака те подсети на нешто. Летоска да беше летоска ќе кажете вручо. Да. Зимаска ладна ми. Не се угаѓа. Тој си е сала Што на... Не се сакаме угаѓа, не се Кога угаѓа. нас се вика преживели више, не живели. Или преживели. Кој останаја, преживели, правимо више на славје. Да. Па добро, ево тај кратак наступ на Марчета. Малко барем да видимо. Нека пушти човек. И, пушти све од Марчета. Има каде нас луѓите кои проблеми со букве што имав. Имаше ga еден исто шета по наш локален плоштад. Говорно ману има човек. Прашуеш ga, што си, како си, добар ли си? Ама ти изгледа имаш говорно ману. Ама со тој, уопшто со говор од увек, хамо некои букве. Па с кои букве? Хамо с и
Па сега Гиле кад спомна за стендап комичар, викам, зашто не га викасмо? Нека земе човек хонорар. Дел од настапот на Марко, или цел? Цел. Ти гласаш за цел. И доваѓамо до оној што беше најавено како звездена вечер. По видо душе едно време бесте најпознати у Македонија, што? Бесмо. Од Куманово збор. Од Куманово, да. Имаше и немаше други по-познати. познати у Македонија, али од Куманово бесте баш оној прави репрезенти на кумановски дијалект. Што мене стварно ми е тоа многу драго. Зашто да не се слуша на кумановски низ целу Македонија? Интересно ги е на луѓе увек, посебно у тој време. Сак млади ги, нели, констатирамо, малце бега све тој. Абе и ти така си, колко вика, те ги овие, гледај. Глупира се, Се замлатуе. Не бе, ви сте ми батковци, навиваја сам за вас, бе. Најсмешан ваш ми е, убедливо кажаја сам га и паќе га кажу как караше момчето, значи таа сам се многу смејаја на тој скеч што им е Радар био. Стојко. И мислу дека Радар Стојко и мислу дека га пуштамо кад бе сте гости. Да, пуштамо. Тој ми е био милен скеч, мада имасте пуно добри скечеви. Да, и оне за бурек беше добар. Кој бурек? Па што брцаш оној септички, а му вика падна ми палто. Па дуро е палто, остави го доле. Не ме за палто, за бурек. Па земи. Не може да га Имаше, да, добро имаше. Кад смо куде вас, да кажу, еве зашто, например, Тутита сам ga избраја да биде како еден од представници, односно едини представник од сви луѓе што наступисва тој вечер, пошто тебе не те рачунам. Мене не ме рачунаш Ти си ми никога, за знам. стално, Да. а имам си еве и за повремено Да. овој партнери. Промискуитетот само која. Кој, а? Многу разлози може да најде, да не се наљути никој. Може да кажеш дека е најубав био од свите тој вечер. Може да кажеш. Можеш да кажеш. Најзгодан, Заплюка. најпаметан. Чути. А Значи, не може, има ако те пуна заплюка, ќе треба да кажу и највлажан. Не добро. А може да кажу дека беше и најпапучар тој вечер. Бога ми, ја за тој вечер кажа, ја такав папучар голем не би могла да видам никаде. Мада он кажа дека инспирација сам убија ја, пошто ја почна прв да се рачкам с тие работа. Ти мани за едну жена збори за плежера. Ама пази, тој е и швалериште. Тако е ли? Мада ја се посвети на све, освен на свој наступ, имаше доста работа што требаше да се заврши во доколо, а кои што изискува со многу енергија. Ја мислам дека ги изболувасмо ние детски болести овој години дека до година, пошто стварно планирamo да го правимо традиционално, да биде сваку годину. И како што кажава, непут ќе си го чуваме први 3 години тако љубоморно у Куманово. И ово кој ќе ги давамо малце да мацнев нови од Македонија, помалку да видим што се дешавало тој вечер. И така се отворимо од три Абе, прста. вакцина е примена, што? Да, вакцина е. Нема више детски болести. Пази, само куде се отвараш на данашње време. Ај сега да кажу еден виц. Ајде, што му би на овој вечер? Улаза пациент у лудницу и вика му доктор, име и презиме? Ој вика, Никола Тесла. А, добро, ми у нашу институцiju имамо много научници. Ој вика, ја не сам научник. Јас сам аеродром. Ај, најболја најава за Куманiju. Колко е плата? Mi se ke zborimo za работу, а не за плату. Абе, работа за овој будало има и на свадбу да работи, ќе собира тапе. Плата колко е прашувате ја тебе? Значи овој, кидемо папо формулар. Име, презиме и кад сте родени. Mi smo rodeni, ja, da. Jovan Trajkovski, 14. februar. А, Свети Валентайн, љубовџија, а? А ти, кад си роден? На 2 февруар. Па ти си поголем љубовџија, бе. Добро, господине. Женет ли сте и колку деца имате? Женат sam, женат sam i imam jedno dete. А сега нема тој да ga на магатура, а? Што? Ама, ќе кажем. Добро, зашто само едно дете? Pa sam toliko moga da imaše neko poviše da mi pomogne, imаше mada i poviše. A ti koliko imaš? Ја имам 2 деца. Тој жена му нека си го праша.
Колко е плата, како кажа? Значи, продолжуваме с прашање од формулар. Планирате ли бременост? Ми? Статата така, па не било бе тако. Кобе татко ми е тоа, па какво, ја без njega бременост. Добро, добро. Ке работите ли с мене? С тебе. С тебе ќе работим, ама тој фотеличко ќе го делиме ли? Чекај, Или само ти ќе седиш и ја ќе стои или... а да те прашам ја па, а тебе колко ти е плата? Овако е. К-15, кажи ми ти на мене, давате ли? Даваме нормално. Кад? Па за нову годину. Коју? За коју ново? А треба ли ми, кад ќе ни ги дадете, да ти ga вратиме одма или на рате? Окој, само да ви објасним. Значи, ваша обврска ќе е да доаѓате пола сат порано на работу, а да си идете пола сат покасно од работа. Тоа е пола сат сат. Па за тој време ми ќе се ебаваме ли тама или ќе не масирате? Што ќе работи? И само да ви кажу, имате организиран превоз, нема да идете пешки. А нема да идемо пешки. И за тој пола сат напред и назад, што ќе се има брифинг у тој период, разбирате ли? А тој сад, колко ga плаќате ви? Бриф. Уствари, само сакам да ве прашам, дали ви уопште знаете за кое радно место сте конкурирали? Не. Што знаете ви да работите? Да, ја возу вилушкара, возу... Има и багер как ќе да земам, ова Добро, а камион возите ли? Задњи пут вози ga до Ендек. И сега мене стварно не ми е јасно зашто си го још криви. Дели му тој навику на njega или почнам да криви у приватен живот? Не. Не зашто ја ќе добија утисак, кад снима сте куманиови? 90 и некој. Не, 2001 завршим. Завршисте, кад почнаа сте? 90. Тој беше- Кад се осамостали Македонија. Тоа беше довршен, договор беше. Не, ја ќе помислам дека си го е крив за све у овој држава. Ако оно така крив е човек. Озбилно. Стварно. Па мора да се најде кривац. А крив ли приватно? Не. Не. Добре. Аран. Тоа е само кога ти ga шутне дуки. Цеваница некад? Или само туе? Добро, има 2-3 стента, ама тој не се рачуна. Не, ќути. Не, ќути. Што бе? Да не го снима некој на старо. Сега што е интересантно. Тој вечер имавме 4 кандидата, оние што ги викамо аматери, сега аматери, односно млади дечки кои сакав да се занимаваат со оној што се занимавамо и ми. И наступи со тој вечер, беа сви добри, ми ќе ги издвоимо оние што освоисат гласови од жири. Да. Значи први двојица, па сега гледамо дечка што беше друго пласиран, Мартин Ивановски. Абе, дечки, дейтинг у данашно време не е ичлаза, ама ич. Имаш бе свакакви типови на људи и све на свакога мораш и да му угодиш. Свиќа се навреди, све, знаеш, прогресивно, левичарско е сега. Какви времења дојдева. Абе, у данашно време набираш партнера. Тој ти е како да имаш меню сендвичар. Свака опција тебе ти е нездрава, ама од коју најмалце ќе ти е лошо у 12 навечер. И таман само ќе гледаш, ќе скролаш нели на Инстаграм, ќе гледаш, абе ќе најдеш некој многу убаво девојче. Значи, абе пуцка бомбона. И само гледаш у њојно био, just for fun. Или работи го live, laugh, laugh. А или па оние поекстремни што су Free Palestine! Абе, више би нас све монотонија каде искочува. Мајка ми више научи ја каде да сам с девојче. Јер каде да сам с девојче? Мамо, што беше у хороскоп? А у подзнак? Кој дан беше ја роден? А време? А, добро. А најлошо од све е кога ќе најдеш девојка од Скопје. Пазите сега што ви е момент. Пошто она од Скопје,
и пошто ви нели сега мора да отидете у Скопје, иначе у Куманово куде ќе го водите, у Куболи ќе го водите. И затоа отидете у Скопје, у Дебар Мало нормално, а каде идете у Дебар Мало мора паркирате туј негде отприлике Илинден, Автокоманда, Карпош, нешто тешка работа, можда на куде Ѓорче натаму има слободно. И само разговарате и се доведете у незгодно прашање. Девојче, извини да те прашам, колку време си ти женско веќе? Ама па знаете што, ни ми мушкарци не смо ти ништо боле. Оу, ми па колко смо ти лоши, ле. Абе, ми мушкарци смо ти виднале како мистерија, обвиткана у мистерију, обвиткана у веш што га носимо пред 2 недели. Абе, мислиш кој тврд од надвор, оној, има ептен карактер, силен, ама сигурно е мек од унутра. Абе, како лубенче. Значи, тврд од надвор, ама сочан, мек, убав унутра. Море, не. Ми смо ти кромит. Колку и да не љубиш, и како идеш све по и по у средину, повише се плаче од нас. Мада у нашу одбрану, девојки обожавав да не зафркав дека ми ним ништо не ги разбирамо, дека не им ги разбирамо знаци, сваќате ме. И сега ќе каже, па ти у твој авто све разбираш, а за мене ништо не разбираш. Па да, дали ви некад ваше авто ви е седело да ви чури од сви страни и да ви вика, знаеш ти што ми е? Како е утисок? Од млади. Супер. Изненадивало тој вечер. Бева ми сви на добро ниво. Одлични беа свите. Состој нели што искачав можда и први пат на таква голема сцена. Па имаше 500 човека, 500-560 можда и, човека имаше. не знам, ќе го видиме од Теодора, победника за кратко, можда има некои наступи. Има. Да, има некои. 2-3 представи можда и не можда, Али- него сигурно има играно, меѓутоа збориме нели не е у овој дел нити Мартин Бија, нити деца што беа пред njega не са Школски драмски групе, можда, нешто школски такое. драмски Меѓутоа, групе, да. Мене што ми се свиѓа каде нима е тој што изгледа ми дека сви сами сега пишувале текст. Сами, да. Да. Ја работам, али се заснимали многу малко, сега, пошто многу гужва, други обврски, и нели, модерно е, преку овие нови средства за комуникацију. Да. Прави смо некои договори, преговори, насоке ги дава преку групе на интернет. Сами су пишувале, све. Сега сами. Боже мој, можда ги е помогнае Да, некој, ама не е битно да ги важно. сугерира нешто, Да, родител, можда некој кој ги е познаник, пријател, а има врска со овој работу, неважно, важно сами се подготуваат со тоа што има само некои насоки од моја страна. У свак случај многу позитивно, многу добро од нивна страна направено, со тоа што нели што викамо ово е прво овакво искачање и прв еден оваков начин на истакнување на лица кои сакав нешто да направи на сцену, така да до година сигурно ќе има и повише људи и повише деца, не само деца, и постари може. Коки сам нjen наступ, сама реакција на публику, сама популарност, телевизор, ово оно, ќе си привлече автоматски следеќу годину. Ако има се сак повише. биде четворица, може да биде 8, може ќе Да. биде 12, ќе каже, он може и ја. Он може и ја. Тако е, да. И тако е да ќе си стекне некој своја популарност меѓу нима, меѓу млади. За Теодора знам дека он и прави промоцију на албумче свое со Бави се с музика, да, чуја сам за тоа. И тој снима нешто имаше копродукцију снимено со некој некоја дечко од ден или два Америка. оние мали кратки филмчиња, тинајџери нини, школски другарчиња. Тој да свиѓа ми се што имав неше онај еланда за да направи нешто. Сега овој, оној, на крај може ќе се најде Некој куде. профил ќе направи, Ќе се најде да, куде. Да, ќе направи профил куде би сакаја да се усмери и да Ти биде слушаш сви спотици још подобро. што вика Да. игра кошарку, игра рукомет, игра овој најде се упевач. На крај Спортисти се посада такви, да. за појаден еден пут док се возимо со автобус на утакмица да идемо и да ни кажуваат ти за певач. Инаку за јавноста 6 мина беа пријавени, двајца некаде попат се загубија, се откажа, четворица настапија. Сите четворица велам беа на едно добро супер ниво, но победи
Теодор Јакимовски, еве го победникот, уверете си сами дека беше навистина топ. Иначе, за оние моја генерација што су, стара кланица е сега карши туш. Добро, више не е туш, ама е туј. А изнад njega е више туш. Јас сам од таму. Што сак да го? Пола се смеете под брк, пола ќутив. Не ме подценујте, бе. Много познати и много луѓи с потенцијал има од више туш. Да ви набројам некој. Тони Михайловски Шанац од више туш. Сашко Коцев, тој беше пред некое време на овој сцену, умочува смо се сви овдека од njega. Од више туш. Оливер 1 и Оливер 2. Од више туш. Нели? Хеј! Па баш за тој и ја имам потенцијал. И тој генетски. Татко ми од више туш и е дел од Куманију. И куми побро. Ама добро, изгледа ја и оште мој потенцијал не сум си ga наши академија. Све нешто тражу, ама не доваѓа. Ама, едно свати. Сви луѓи с потенцијал од више туш су луѓи учиву професију многу лжев. Тоест, или глумци, или политичари. Сега. Ако ми веруев луѓи, и ако лжу повише, ќе си зимам им повише паре. А ако лжу помалко, ќе си снимам рекламе хонорарно, пошто мала е глумачка плата. Ама, добро, да не забегуваме, да се вратуја на више туш. Знаете ли ви дека туш и више туш више се вика и Беверли Хилс, бе? Што, не ми верувате? Па погледнали ли сте колко су сви згодни и убави, бе? Поготово ножни и тртни мускули. Општо познато е дека најубави девојке се од више туш, нели дечки? Тате што би кажаја, јаки е набиени, у гъзови разбиени. Развиени, извинете, тате погрешија. Тоа беше настапот на победникот и да кажам дека имаше бројни награди. Алфи даде подароци во вредност од 10.000 денари, имаше од Бучен Козјак парична награда 50 евра, имаше на крај интересна награда или награди од Кватро и од Визијана, сокови и вода, колку што е тежок учесникот. Не знам ја, па ви кажете Теодор туј негде 95 кила искочи, ја мислам има дете. Има još da ги земе сокови. Со све кревет. Još da ги земе сокови киселоводови, ја мислам таман ташно 95 кила ќе биде. Значи толку литри вода и да беше, например, нешто пожестоко, можда ќе се мере смо и ми. Ке да покажем и малце стил. Кој знае. Што беше уште интересно оваа вечер, па јас мислам дека за прв пат еве да се пофалиме со нешто. Не сум уверен 100%, ама мислам дека за прв пат се има случајно такво нешто, да не само што беше единствена дама Ивана Аткинс таа вечер на оваа манифестација, туку за прв пат се појави некој кој со сатирична колумна настапи. Таа е позната, беше гостинка во емисијата, најавивме еднаш дека е дама која е во налет во овој бизнис и дека се уште ќе се слуша за неа во Македонија. Дамата има настапувано во вчерашни, снима со нас скечеви и работи колумни, кои се навистина оригинални. Да. На некој начин, не знам, ај сега, дали може би ќе претерам Ведрана Рудан Кумановска, нешто така може да се каже. Да. И настапот им беше навистина оригинален, според мен. Супер. И настапот е со превод.
Што беше многу, онака, баш интересно. Македонско-хрватски, хрватско-македонски. Тоа братство и единствено во Куманово. Братство и единствено во Куманово, да. Значи, за вас следува Дарко Даутовиќ и мадам Ивана Аткинс. Публика се понаша како родители на совет на родители. На питање, ајде доброволјац за председника на совет, сви божем на телефону, Вибер групе, нешто важно расправљав. Глава доле, од главе доле и оној што ме нервирав највише, капа доле, многу капе доле имамо. Никој неќе одговорност. Све док не се јави анонимно куде горилу. Некоја жена од Липац. Липац само придобојски крај. Знаеш ти, то си Хрват. Тарик Филиповиќ за сиромаси. Не може да бидеш убав како njega, мај, давам ти моци. Тарик Филиповиќ за сиромаси, кој сака да биде милионер, куде насе, кој сака да биде функционер. Не знам зашто пред очи су ми Боге водоинсталатер и Оливер Илиевски. Боге, бе. Како што ми е оној увек пред очи од гафови на ТВ Плюс, Маукопина. Мауко. Али тако е свугде со градски власти. И ми па што очекуваме? Мартин Костовски да не вози бесплатно до Скопје. Мартин беше парламентарац, возеше не без паре до Скопје. Бране Петрушевски да ни ставља у касицу прасицу по 1000 денара свак месец. Свак пут кад се снижи в цене на бисквити и чај. Бране СК парламентарац. Од толку многу што имамо сега паре да си купуваме следување за по дома, све нешто по под кутие за итин, све нешто не стои. Робот оној ден усисивач ми покажа средни прст. Не може да пројде од толку многу што имамо следување. Ајте, тоа беше, да мислим оригинално, не знам, нека суди публиката, да не излезе дека премногу се фалиме, сепак мислам дека имавме некој ниво, реков, детските болести, се надевам ги поминавме и дека следната година ќе бидеме на едно повисоко ниво, се надевам учесниците ќе бидат горе-долу исти, да потенцираме и тоа дека настапи таа вечер и Кабаре Кабајет, со така повеќе музички numeri на крајот и во чест на победникот. Кабаре Кабајет се познати не само во нашиот град, туку и во цела Македонија, се работи за професионални актери кои настапуваат и вака приватно како стендап комичари и во форма на кабаре. Во право сум кога велам дека ова беше нешто оригинално, нели кој Да. колумна на оваков начин нешто. Ја мислам да не сум гледаја такво нешто. Не си. Сам. Не они да видиш толку. Тако направено. Тако направено колумно, исчитано. Па ја мислам. Не. Види, што е разлика? Стендап, колумна, скетч, виц, немаше и многу вицеви, нешто тук таму. Битно беше дека се публика многу смеа. Хумор е хумор, сакам да хумор е кажам, хумор. колку е граница тој, дали сега ќе биде скетч, дали ќе биде сатира, Дали е црн хумор, дали е бел хумор. Што сегаш повеќе, црн хумор или бел хумор? Не бе бел. Не сам ја под црн хумор. Зашто ми викаш дебел? Не бе дебел. Добро. И сега пред крај следува уште еднаш она што јас го имам гледано многу пати, а еве ги околу мене. До туј су ми кумани. А ти куде си бе? Знаеш ли колко време сум те видео? Па не си бе, брате. А куде си? Беше у затвор. У затвор? Да, бе у кашање. А зашто у затвор? Како политички затвореник. А што уствари си ти по занимање? Водоинсталатор. А зашто политички затворник? Па сега ти кажа. Викнаваме еден ден да иду у парламент, нешто таму ВЦ ги се покварило. Добро. Иду ја таму како стручно лице, разгледам свето е фино, лепо, познаеш дека они таму многу едев и многу овој...
Ај не једи многу. Како беше? те тој иде, разгледа фино лепо све тој и отиде каде тога главнога, како се вика, викам другар, овдека треба да се менја цел систем. И ме учука во затвор. После тој појде си на вчера кога се враќа од кашење тамо, пешки ме поштива да си иду. Добро, добро. Сред наме еден пријател, тамо вика, еј, кај си бе цигове води, вика да ти честитам. Што бе? Па ќерка ти вика, нели га зема Милета пекара. Ај со среќа. Да, хвала. Ама вика, ја го видую и с Перу Месара. Па дорове, говедо едно. Што ти мислиш, само од лев се живи, а? И толку ме изнервира, а? Качи ми се притисак и мораше да иду на доктора. Овој тамо вика одма крвна слика да се земе, добро, зема сестра. Лабораторија, Да, лабораторија, зема, Добро. боде овој прс, боде, нема крв. И? Нема, она боде крв, нема. Стиска, па на крај зема сиса. Сиса. И пушти малку. Ајде бре. Да бе, пушти 2-3 капки. И ти? Па ја го праша дали прави анализу и за много краќу. И да ти кажу право, отераме у пизду материн. И ја би те отераева, ја не сум лаборант. Ја би те Ама- отераева 3. Тамо. Не, ја не мога да иду, мама е умрена па се врати дома. Па горе-доле, што спомнасмо прегаска, Па тако испада Тој беше спонтано, се. да. тако исказ. Тако почна, тако испадна, тако заврши. Значи, само ви бесте привилегирани да бидете 2 пута. Абе. Привилегирани за исти пари. За исти пари, 2 пута. Па нели кажамо горе-доле за исти пари? Ама добро, 2 пут, си е 2 пут. Брена си е, Брена од два. Си е 2 пут, што? И сак на крај, за да ве, нели што кажат, тој сте ми да ве откачам, ќе ви дам и по некој поклонче. Дебре. Може ли? Еј, Озбилно. О, Давај ги. Боже. Е, па немам други Ај, гости, ај. мора вас да ви споштую. Наши овие партнери увек дават поклони на големо, на широко, тако да и сега. Само ви ќе треба да се договорите кој ќе што ќе. Сакате ли ги одари с поклони, да ќе ве терам жена да чистите дома или... Да, Дај ви ги дам. неоците па нека чисти он. Јао си суј. Гле, има овдека тој нешто, вика се флор клинер, што му дојде универзал флор клинер, за нешто е. А флор е подбе. Виделите, флор. кнал. Пита га Јоцета, Јоце Не, за Там англиски француски парата. дал на Куртој за двора, во е флор е... Флор е компанија, а Флор е... Тај што е помогнала. И одмрснувач. Овој ви još некој годину под мишки може да ставljate. За кога ќе поаѓате на работу више пред пензију. Ама некој да мене да шприцаш. Пред пензију, знаеш, масец. За да можеш откочиш Ама и убаво појдеш на мерише, работа. ја си го користам. Бе, да, супер. Договорите се кој ќе кој. Ајде, Двете на дај тамо колките на му ги Јоцета дај. се. Видите, може да се договорите. Еј, Да. А двете чек на да ви колко? видам сега. Овој за чистење не може дај на njega, дај на njega. Овој ќе викате дај на мене. Пошто сте ви луѓе у године, прво да ви дам по дај едно... го све на njega. Не, пробиотско по едно стомачење да ви работи како што треба. Ја имам дома пију, донесева ми тутурутку. Какво бе тутурутку? Па тој од Сурутко. сирење. А, сурутку. А, сурутка, па тутурутка. Не од сирење, од козе. Од сирење. Од ни вика, не, од сирење, од козно е, бе, јове. И сега, која по овце, која по крави? Што поише сакате да музете? Да. На фаќку ли што? Ама не са На лева, десна, фаќку? лева, десна. Имате овој. Мали зец, ајде. Еве, за мене не мора ништо. Еве, ајде, зец. Еве на тебе. Не мора, не, бе, јас сега веќе зема жуто Нема на сирење. njega. Ја се ке му ги дадам. Пред да почне емисија жуто сирење сега земаја. Ете, такој, задоволни? Задоволни. Што се однаса до овој, што ти беше толку меко, знаеш кој е крив? Меко ли ти беше или тврдо? Абе, не знам зашто збориш, али добро, Тоа ајде, на што кажи. седиш, меко ли ти беше? А на што седу? Да. Меко беше. Не, па, знаеш дека Алфи, нели, Да, овој да, да, без да. да ни е меко, пошто на тврдо, брат, знаеш дека избегавамо на тврдо да седимо.
И ето село Тимчевски, знаеш дека нели увек давамо награду. Тако е, да. Вечера за двојица. Ќе биде овакој. Имам ја дадено обеќање, Добро. не само на вас, него на сви учесници, еден вечер или попладне, ручек, вечера, уетно село Тимчевски. Фер ли е? Фер. Fair enough? Fair. Дај си рака. Дај си рака, Да пукне и да заврши. До некое следно издание на Нема Љутиш. Еве и во новата 2025 мала утеха за оние кои се уште се ергени и по стари години ги има еден куп, ги знам. Да, ги има многу. Баш еден таков си ја прашал девојката, што мислиш, ма ти ја сега веднаш, уште на први, да тргнам заедно со тебе, кај тебе, дома, и да ја побарам твојата рака. А како би реагирале тие? Што мислиш? Па, рекла девојката, не сум баш сигурна, ма мислам дека мажот ми први ќе полуде, а потоа ќе се израдува, а децата има да пукнат од смеење. И ете така, со насмевка, верувам дека ве внесовме во оваа нова година и така би сакале да остане до самиот крај. Да, на годината, секако, да, но тоа е далеку. Но затоа е близко крајот на оваа епизода во која бевме повторно заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, млечните производи од бучен козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и незаборавните моменти спомени во комплекс Етно село Тимчевски и од сега во ресторан 3. 2. Не, 1. Среќна нова година. Уште еднаш. Чао. Она што го предвиде на времеро, политика, не. Она што го предвиде на времеро, не времерове,